Сообраќајната инфраструктура и проблемот со паркирањето денеска е во фокусот на кандидатите за нов градоначалник на Скопски Чаир. Кандидатот од коалицијата, предводена од ДУИ, најави дека проблемите со паркингот во Чаир ќе ги решава со изградба на катни гаражи. Среднорочниот план е преку градење на подземни и надземни катни гаражи, точно се локализирани. Кај школото Васил Главинов се планира, каде што има 40.000 метри квадратни површина, двоспратен подземен паркинг, кој што ќе обезбеди 1000 паркинг места и целосно ќе го ослободи булеварот Џон Кенеди од возила. Потоа е градинката Росица, 20.000 метри квадратни, триспратен подземна катна гаража со околу 520 места. Потоа кај Чаирченка, новиот плоштад Лирија се предвидуваат подземен паркинг од околу 380, катна гаража кај Саат Кула исто така со околу 120 паркинг места. Се разбира и останати локации кои што точно ги имаме детектирано. Неговиот конкурент од Вреди најави трансформација на дел од улиците во булеварски решенија. Во текот на првата година од нашиот мандат, еден од главните приоритети по изградбата на булеварот Цветан Димов ќе биде трансформација на улицата Митхат Фрашери, поранешна македонска косовска бригада, во модерен булевар со должина од 1850 метри и ширина од 25 метри, во тесна соработка со градот Скопје. Овој булевар ќе има 4 сообраќајни ленти, патеки за велосипеди и пешаци, како и зеленило меѓу лентите. Тој ќе обезбеди поголема безбедност, функционалност и естетика за жителите, ќе ги намали доснењата и ќе ја зголеми ефикасноста на градскиот превоз. Новиот булевар Митхат Фрашери ќе биде директно поврзан со улицата Џон Кенеди, олеснувајќи го пристапот на студентите кон универзитетите и зајакнувајќи ја врската меѓу Чаир, Шуто Ризари и центарот на Скопје. Во следната фаза е предвидена и трансформација на улицата Џон Кенеди во булевар. Кампањата на партиите од албанскиот политички блок продолжува и вечерва со митинзи и средби со граѓани во повеќе општини. Александар Спасовски, Сител телевизија.